На последната седница владата донела одлука за укинување на царинските давачки за тестенините, како и за производите што влегуваат во палетата на основни прехранбени продукти. Увозниците на тестенини кои претходно побарале државата да ги укине царинските давачки, најавиле намалување на цените на тестенините за 10 до 15%. Во следниот период се очекува и намалување на цените на млекото и млечните производи, како и на маслото за јадење, кое треба да се продава за помалку од 100 денари за литар. По претходно донесените мерки со кои беше замрзната и цената на лебот, вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битеки оценува дека инфлацијата бележи тренд на опаѓање. Со новите мерки треба да се придонесе позитивно во оваа насока. Ги укинавме царинските давачки за тестенини и други и одредени производи кои што влегуваат во палетата на основни прехранбени производи, кои што сметаме дека дополнително ќе придонесе наредниот период да има намалување на цените. Се што беше поддржано во мерките на субвенција со електрична енергија, затоа што тоа беше едно од клучните барања на сите производители на прехранбени производи во државата, дека помошта во електрична енергија би требало да донесе до намалување на цени. Укинувањето на царините за тестенините следуваше по укинувањето на мерката за субвенционирана струја на компаниите од прехранбената индустрија. Месечно за оваа цел се издвојуваат по околу 500.000 евра, но со новите мерки парите се пренаменети за директно намалување на цените на основните прехранбени производи. Локалната самоуправа на Зрновци ја почна реализацијата на проектот за хортикултурно и комунално уредување на паркот во општинскиот центар. Се работи за ново урбанистичко решение со кое ќе се добие посовремен естетски изглед, но и подобрена функционалност на централниот дел на населбата. При тоа предвидено е значително да се збогати постојното зеленило во паркот. Во рамки на проектот ќе се изгради и саат кула со параклис, што ќе биде посветен на Свети Илија, со оглед на традиционалното повеќедецениско одбележување на празникот Илинден во Зрновци. За реализација на уредувањето на паркот се инвестираат средства од општинската буџетска сметка. Со градежните активности ќе се зголеми постојната зелена површина, а за секое одстрането старо стебло во паркот ќе бидат засадени по 3 нови садници. Во активностите за хортикултурно уредување ќе бидат ангажирани сите матуранти и полуматуранти во учебната 2022-2023 година, кои символично ќе засадат по едно стебло. Наместо дотраените и оштетени липи и други дрвја, чии плитки корења значително ја оштетуваат парковската површина, ќе се засадат стебла од јапонска цреша и јавор. Од локалната самоуправа на Зрновци истакнуваат дека жителите на општината ќе добијат модерен парк со нова урбана опрема и нови реквизити за детско игралиште. Универзитетот Гоце Делчев и Факултетот за информатика во партнерство со Сдруженијето за едукација и иновативно учење Академија за роботика и иновации Скопје ќе биде домакин на државниот надпревар за едукативна роботика во рамки на First Lego лигата. Надпреварот е за конкуренција на деца и млади од 9 до 16 години, а ќе се одржи на 1 април во холот и просториите на кампусот 2 при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. First Lego лигата е меѓународна истражувачка програма што ги инспирира младите да истражуваат во областа на науката и технологијата, како и да решаваат реални проблеми преку изработка на проекти за кои се неопходни вештини и способности што се стекнуваат во целокупниот процес за да станат луѓе со развиена креативност. Нашата држава, како дел од мрежата на над 100 земји учеснички во надпреварите, обезбедува понатамошен пласман и место за победничкиот тим на светското првенство, што во јуни годинава ќе се одржи во Мароко. Оваа година тема на проектот е енергија, а тимовите треба да идентификуваат проблеми поврзани со снабдувањето со енергија преку изработка на иновативен проект и представување на основните човечки вештини и вредности. Дополнително, тимовите треба да дизајнираат, изградат и програмираат робот со користење на Lego Mindstorms или Spike Prime технологијата, како и да се надпреваруваат со другите тимови во исполнување на мисиите.
Минатата година домакин на државниот надпревар по роботика од Фрст Лего лигата беше средното општинско училиште Гошови Кентиев од Кочани, при што победи тимот на Робо Москитос од школата STEM роботика од Кочани. Втората кочанска екипа Макбот Пионери ја освои наградата за најдобар иновативен проект за електронска контрола на превозот на патници во јавниот автобуски транспорт. Спортско-риболовното здружение Кочански рибар повторно ја доби концесијата за риболов на акумулацијата Градче. Со тоа ги продолжува активностите за одржување на рибниот фонд и околината на Вештачкото езеро. На електронското наддавање што го организираше Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Кочанското здружение било единствен апликант и понудило 11% од вредноста на концесијата, пошто таа била прифатена. Од здружението информираат дека за потребите на апликацијата за доделување на концесијата, покрај обезбедувањето на потребната обемна документација, ангажирано и едно лице кое ќе работи како рибочувар. Исто така, обезбеден е и посебен телефонски број за контакт со рибочуварот. Кочанските риболовци добиле пофални зборови за досегашното работење од надлежните служби во одделението за рибарство при Министерството за земјоделство, како и од одделението за инспекцијски надзор од областа на рибарството, што е во состав на Државниот инспекторат за земјоделство. Здружението Кочански рибар концесија за браната Градче доби и кон крајот на 2016 година, а по истекот на нејзината важност во изминатите неколку месеци се подготвуваше апликацијата за обновување на дозволата. Во текот на 6-годишниот период, Кочанското риболовно здружение успешно ги реализираше активностите што беа преземени како обврска со концесијата. Со добивањето на нов период за концесија на Вештачкото езеро Градче, Спортско-риболовното здружение Кочански рибар ќе продолжи со организирано одржување и користење на рибниот потенцијал во акумулацијата. Риболовците истакнуваат дека освен зачувувањето и збогатувањето на рибниот фонд, меѓу приоритетите ќе остане и обновувањето на ресурсите, како и одржување на околината на езерото. Во 19-тото коло од првенството на втората фудбалска лига, екипата на Слога 1934 доживеа нов пораз на гостувањето против Каменица Саса. Со минимален резултат од 1:0, виничкиот второлигаш веќе го изгуби чекорот во борбата за опстанок, откако во претходното коло на домашен терен со идентичен резултат доживеа пораз и од Локомотива. Средбата во македонска Каменица била без победник се до пред самиот крај, кога по истекот на регуларните 90 минути во 6-та минута од судиското продолжение бил досуден пенал за домашниот тим. Сигурен стрелец од белата точка бил Дуков, со што на својата екипа и обезбедил важни 3 бода и задржување на 13-та позиција на табелата пред Слога, која е едно место подолу и 3 бода помалку. Од раководството на виничкиот тим пак најавуваат писмена реакција за делењето на судиската правда, оценувајќи дека пеналот за домакините бил неправедно досуден, а дополнително на гостите од Виница им биле доделени голем број жолти и еден црвен картон. Во следното 20-то коло што ќе се игра в сабота, Слога 1934 на теренот во Виница ќе биде домакин против тимот на Беса, кои со 24 бода во моментот се наоѓа во средината на табелата.